11 јули 2014 година. В 1804 година поранишниот председател на САД Арон Бер го уби поранишниот министер за финансии Александар Хамилтон во двобој предизвикан од политичко ривалство и меѓусебни обвинувања. В 1921 година почна борбата за ослободување на Монголија, што ја поведе Монголската народна револуционерна партија под раководство на Суха Батор. Овој датум се прославува како национален празник на Народна република Монголија. В 1936 година Германија и Австрија подпишаа спогодба во која Берлин формално ја гарантира независноста на Австрија. 2 години подоцна Адолф Хитлер прогласи Аншлус, присоединување и Австрија со сила ја присоедини кон Германија. В 1937 година во Холивуд умре Џорџ Гершвин, голем американски композитор и музичар, автор на познатата рапсодија во Сино, компонирана за клавир и оркестар. В 1974 година во Стокхолм умре Пјер Фабиан Лахервист, шведски писател. Негови познати дела се збирката песни во стихови и проза Страв, пиесата Последниот човек, драмата Оној што повторно може да го почне својот живот, автобиографскиот роман Гостин во стварноста и други дела. Во 1951 година ја доби Нобеловата награда за литература. Роден е во Векше на 23 мај 1891 година. В 1979 година американската вселенска станица Skylab во 6 годишно кружење во орбитата околу Земјата се распадна при приземјувањето. В 1989 година умре англискиот театарски и филмски актер, режисер и продуцент Лоренс Оливие, еден од најголемите толкувачи на ликови од делата на Вилијам Шекспир. Добитник е на голем број награди Еми за ТВ творештво, наградуване на фестивалот во Кан, а доби и Оскар за филмот Хамлет. Останати филмови Хенри Пети, Ричард Трети, Три сестри, Ребека, Леди Хамилтон, Кери, Отело, Спартак, Картум, Маратонец. В 2006 година умре основачот и водачот на легендарната британска група Pink Floyd, Сид Барет. Водачот на Pink Floyd е роден како Роџер Барет во Камбоџа, а членовите на идната група Роџер Вотерс и Дейвид Гилмор ги запозна во училиште. В 2008 година умре Мајкл Дебејки, американски хирург, иноватор во областа на хирургијата на срцето и крвните садови. Дебејки, уште во текот на студирањето, работеше на усовршување и дизајнирање на некои од инструментите. Го разви вештачкото срце и срцевите помпи кои се неопходни при пресадување. Светски познатиот хирург работеше како професор на Бејлор факултетот во Хјустон, а беше и директор на проучениот центар за срце.